Добро вечер. Привршуваат впечатоците од локалните избори, чудните весели математики што се прават во таборот на опозицијата, иако изгубиле, направиле голем успех, го ставиле ВМРО во шок и слични некакви анализи кои влечат бројки за паралели кои сигурно ниту користат за нешто, а уште помалку имаат релевантност или точност. Тој така наречен термин немеше и баби и жаби, особено во ситуација кога пред себе опозицијата има многу поважни прашања на кои треба да одговори. Никој не ги притиска веќе во првата недела да ги понудат одговорите, но добрата пристојност вели за почеток кажете дека сите карти се отворени, а сериозни партии внатре треба да имаат сила да ги поразговараат аргументите. Што всушност не се случува? Така наречените големи мандати кои носат апсолутна власт, сме ги пробали и виделе како исклучително корозивни. И тој на Никола Груевски, и тој на Зоран Заев, а зошто да не и тој од 22-та на Бранко Црвенковски, кога првпат се проби фантастичната граница на доближување до близу половина милион гласови собрани на избори. Каква е врската кога ќе влезат многу октани во големите национални теми, и колку тие се излеваат кон локалните избори, или ако ги погледнеме споредбите, тие секогаш биле во таа така наречена помирна фаза, освен исклучокот од 2017 година, кој е веројатно задоцнето ехо на тоа што не се случи на изборите 2016 година. Колку и да прават математики во опозицијата, дека успеале да симнат ВМРО ДПМН, без оглед што не се занимавале со себе и помалку да можат да градат подобри позиции, бројките покажуваат дека ВМРО ДПМН со години е на сигурните 300.000 гласови. Дали всушност умешноста на Мицковски на овие избори да не дозволи влегување на октанските теми во овие избори, и отфрлањето на понудата од Филипче за така наречената резолуција за црвени линии е всушност најважниот знак дека ВМРО ДПМН во децимали знаеше како ќе завршат овие избори, лидерот објаснуваше колку ќе освојат градоначалници, колку ќе освои опозицијата и тие бројки се потврдија како точни. Таму каде што 300.000 можат да значат да загубите избори, ако противникот успее да го дигне другиот дел од гласачкото тело, или во околности кога тие исти 300.000 можат да ве направат апсолутен победник, како ВМРО ДПМН на претходните избори, локални се разбира, покажуваат дека менаџирањето со бројките и внесот на темите внатре, особено на локалните, се најважната работа што сака една политичка партија да ја направи, за на некој начин да не ги претвори собствените избори за амбиција во која се внесуваат и нови теми, во зголемувањето на тој резервар всушност се крие и скапотијата на изборите. Како сега да се воспостави во овој трет циклус со Мицковски, равнотежа на силите или во политичка смисла против тежа на здравото? Ќе биде тоа ѓаволски тешка работа и за СДСМ и за ДУИ. Може би постојат разлики помеѓу едните и другите. Кој може што да каже за собствените наративи? Како може да се опишат поддржувачите на двете партии? Кому што му е доволно? Дали само кадровски смени или реинтерпретација или реинкарнација на некакви нови наративи кои всушност ќе можат на некој начин да ги опишат после годините на исклучително корозивно владење и трошење и на елитите, но и на општеството. Ова е најавата за моите вечерашни гости со кои ќе пробаме да допреме некои од темите и бројките кои прилично на чудесен начин сега се интерпретираат во намера да се одбранат позициите или да се сочува статус-квото. Добро вечер за Никица Корубин. Добро вечер. Ви благодарам што вечерва сте гостен, сте били во партиски штабови, сте биле и пратеник во парламентот, сликата од другата страна, иако сега веќе не сте внатре, може сосема известно да ве потсетува некакви ситуации, да ви е јасно што се случува во вакви ситуации кога сериозно е раздрман еден политички ентитет. Добро вечер и за Ненад Марковиќ. Добро вечер. Сте биле безброј анкети. Ретки биле промашувањата кога нешто специјално ќе се случи на сцената и тоа ехо ќе повлече
и повеќе излезност и друг одговор на изборите, но кога го нема тој вис мајор, најчесто може да се пресметаат и резултатите, и излезноста, и распоредот, а всушност големите политички ентитети така и ги менаџираат и управуваат кампањите. Ке се добреме и до грешките, но и повеќе би сакала да зборуваме која е таа нулта точка за излезот, бидејќи на општеството, на граѓаните им е потребна сцена во која може да се воспостави некаков баланс на општествената полемика, што сега е на некој начин тешко да се замисли. Прва пауза за реклами, па тргнуваме со нашата дебата. Да. Да почнеме со една заблуда, Марковиќ, не е нова, и после секој изборен циклус не успеваме да препознаеме дека токму тоа е пораката на гласачите, тоа е тоа што не достига така наречениот концепт за трета опција. Или сега кога ги гледаат листата на независните и особено неважечките 50.000, некој е подготвен да протолкува дека тоа е таа армија на луѓе што порачува дека ништо од ова не ме интересира, сакам друга понуда. Не сум сигурна дека тоа е воопшто блиско до точната дефиниција. Мора да дадеме дека на овие избори беше малку повеќе комплицирано со листите, можеби свесно со неизменувањето на изборниот законник и може тие повеќе од стандард од 30.000 да се всушност додавката од логичната можност за правење грешки. Дали за вас и понатаму поважно за политичкиот тонус и за дебатата е да се појасни опцијата која се потрошила одвнатре, бидејќи таа што победила фуриозно, претпоставам, демонстрира потентност да одржува некаква приказна, или замајувањето дајте нови деца, дајте трет политички ентитет, дајте да пробаме нешто друго? Добро, аз мислам дека во принцип има и трети, четврт политички ентитет, така да не верувам дека во тоа не е недостатокот на опции по мене, последица на сите овие состојби кои зборуваме за тоа како биле распределени гласовите и како тоа со 300.000 гласа се освојуваат 54 градоначалнички места. Туку е повеќе доминација на една идеја врз друга. Значи се работи повеќе за идеолошка битка, односно идеолошко постоење на една опција и идеолошка испразнетост на еден друг политички простор. При тоа, тој втор политички простор кој не припаѓа на оваа демохристијанска десница е и дополнително фрагментиран помеѓу 2 или 3 различни ентитети кои воопшто не дуваат во ист рог, да речем, или немаат, или многу се слабо синхронизирани. Се согласувам со еден од аналитичарите кој рече дека на ова се надодава и моментот дека се направи една атмосфера дека е крајно непристојно да опозицијата на релација ДУИ СДСМ левица соработува на кој било начин и со самото тоа да придонесе кон тоа да овој помонолитен блок кој нема никаков предизвик во овој момент направи еден ваков джандар збира, односно апсолутно да победи на сите фронтови. Меѓутоа да се вратам на основната идеја. Идеолошката матрица која носеше таа лево-либерална енергија, и сега левица да исклучиме од приказната опозицијска, веќе не постои. Приказната која беше носечка е потполно, како да речем, потполно мртва и во овој момент треба да се најде нова идеолошка матрица за која ќе можат овие опозицијски партии да се фатат. Кај ДУИ очигледно нема да помене чиста, како да кажам, оваа етничка приказна во бесконечност, евидентно дека на тоа полека или му доаѓа крај или ја губи својата потентност, а сега да има уште поголем проблем да се да направи некаков реинвент на самиот себе, односно да се најде повторно таа идеолошка приказна за да може да земе некоја носечка идеја која понатаму ќе го носи. Дека постои овој резервоар на гласови неопределени, постои. Не знам дали луѓето кои имале неважечки ливчиња на вистина сгрешиле како последица на на едно или друго, меѓутоа факт е дека заедно со оние кои не излегле се огромен број кој може да се регрутира. Едино можам да кажам дека за такво нешто ќе треба многу време и ќе требаат нови идеи кои не се во овој момент на повидок. Се навлече малку СДСМ и на приказна на идеи од парламентарните избори, помалци се излизга на истите и затоа и не успеа да даде соодветна политичка понуда и заврши таму каде што заврши. Ќе го разглобиме, претпоставам, тоа во емисијата малку поподробно. Да. Првата пресконференција на лидерот на опозицијата
изненадување дури за делумно упатените, а предпоставам за членовите големо разочарување, бидејќи немате никаква потреба да ја затворите темата, не давам оставка, како дека новинарите тука можат да ви ја земат на говорница, без елементарната пристојност дека сериозна партија должи само еден одговор, дека разумно ќе ги разгледа и анализира резултатите од изборите и чувајќи својата внатрешна потентност, отворено и демократски да ги види проблемите, ќе алуцира и одговорноста. Тоа се чини како да е потешкиот пат во СДСМ и сега видовме тргнуваат оставки, лидерот најави дека оваа недела уште ќе се екзекутира, па сега вели изгледа ќе ми треба малку повеќе време, па тука се некакви сигнали на одушевување дека се е готово со консолидацијата на СДСМ и почнале дури да доаѓаат некои од знам да се враќаат назад, си реков ако се толку ширум отворени вратите како на нешто што не е ни регистрирано, ако некој прочетал низ таквите одај, едноставно некако можеби и не ви треба назад. Така да се сите пораки прилично шашави. Зашто зборува тоа за вас? Знаете што е интересно? Велите една сериозна партија, и така би требало да ја перцепираме СДСМ со оглед на сето она што го направила низ годините и самата себе си како што се декларира за државотворна партија. Меѓутоа, мислам дека за жал во политичката дискусија СДСМ веќе не може да ја третираме според улогата што ја има, туку според степенот на штетата што ја прави. Врз сите политички процеси, вклучително и со незиното нечинење, значи не действување, туку обратно нечинење на политичката сцена. Ние имаме втори последователни изборен циклус, значи ги имавме парламентарните пред година и пол и председателските и сега локалните избори, каде што практично како СДСМ да беше отсутна од изборниот циклус. Формално, фактички беше присутна и го завземаше просторот, потенцијалниот, значи глумеше избор што евентуално гласачите би го имале визави ВМРО, ДПМН, визави Знам, визави Левица, ама де факто избор не постоеше, де факто суштина и срж не постои. Сета оваа дискусија добро ја започнавте, ние водиме за она, како да кажеме, малцинска, мнозинската волја е неизлезноста, така? 51% е неизлезноста, ние збориме за малцинската волја, тоа нормално. Во демократија не значи дека избраните немаат легитимитет, не значи дека не треба да им се честита неуспехот и не значи дека добро го одиграле тоа како што го илустриравте, меѓутоа ова е само продолжение според мене, вклучително и улогата што има СДСМ, што е дискутабилна според мене и веќе сериозно проблематична. На еден низ што започнува од 2020 година, значи тој циклус на парламентарни избори, иако ако го правиме реперот, нели како велат да не споредуваме локални со парламентарни, и да споредиме локални со локални. Има една интересна динамика во однос на неизлезноста и во однос на одговорноста. И 2021 и 2025 сега локалните избори ги добива горе-доле со изброј на градоначалнички места ВМРО ДПМН. Единствен кој се адресира во однос на неизлезноста е тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицковски, сегашен премиер, ако се сеќавате, после вториот круг на избори, меѓу сите други работи што ги кажа, тој им се заблагодари и на оние што не излегоа. Тоа има логика за партија која тогаш беше опозициона, односно нема логика за партија која тогаш беше опозициона, бидејќи нели поголемата излезност имплицира дека има поголеми опозицијски гласови. Меѓутоа, за волја на вистината, помалата излезност ја одеше во прилог на ВМРО ДПМН. Христијан Мицковски премиерот повторно се реферираше на неизлезноста, што значи дека неизлезноста како фактор е земен сериозно од ВМРО ДПМН и е ставен во нивниот начин на делување. СДСМ таа неизлезност ја негира во континуитет од 2020-2021 и ја оправдува со било кој друг фактор или причина, освен со нивната вина. Уште еден елемент има, а тоа е одговорноста. 2021 година, нели збореше Венко Филипче, лидерот на СДСМ сега, за колективна одговорност, така? Колективна одговорност демонстрираше тогашниот премиер Зоран Заев 2021 година. Колективната одговорност значи дека тој ја врза својата судбина, иако мотивите беа, предпоставувам, сосема различни, со тогашниот нивен кандидат Петр Шилегов. Таа колективна одговорност пресликана во дело на овие избори би значила колективна одговорност и за него. Значи колективот не е тој, тоа е индивидуалецот, а колективната одговорност е друга.
Во секој случај има една интересна динамика каде што практично ВМРО ДПМН не само што го води процесот, како ги чита пораките и многу добро ги чита пораките од гласачите, туку мене повеќе ме интересира која е улогата на СДСМ и во победата 2021 на локалните избори на ВМРО ДПМН и во победата на 2024 година на претседателските и парламентарните избори и сега. Со нивното нечинење, зошто тие се автодеструктивни кон самите себе си и на тој начин ја одземаат можноста за опција на гласачите. Марковиќ, ова што сега го споменува Корубин, 21 премиер и лидер на партија си заминал јасно кажувајќи им на гласачите помеѓу првиот и вториот круг. Или јас, или Шилегов. Ако не помине Шилегов, си одам и јас. Се согласувам со Никица дека неговата оставка од XY причини можеби веќе тоа лето била затворена во коверта. Но одговорноста во јавниот простор, барем на крајот да искористите да воспоставите висок стандард на врска, чии плеќи ја превземаат одговорноста за неуспех, не е толку далеку, на претходните избори. И сега веројатно сосема легитимно прашањето, колку е изворно значењето на Филипче, ресловите што тој ги влече како марионета на Заев, се останато, сите други елементи за кои зборува и Никица, и сепак да одлучиш да отидеш под тој стандард кој што го оставил Заев. Губиме ли на изборите? Нели сме во можност да го добиеме Скопје, мора да си оди. Лидерот мора да си оди. Така е. Ние секогаш можеме полошо. Всушност не е тоа сега прашањето дали ние сметаме дека Филипче треба да си оди. Тоа би требало некако да биде натрешниот глас во партијата. Да, јас се согласувам дека мотивите на Заев беа поинакви и можеби мотивацијата беше таа да виде дека куќата почна да гори, едноставно го остави таче како да речам внатре во тој запален објект во кој после бугарското вето и немаше веќе назад. Мислам дека тоа беше онаа точка на пресврт после која целата приказна почна да се распаѓа и тоа брзање некое тотално нејасно за мене во тој француски предлог и излетување веднаш после Преспанскиот договор, едно по друго не може никако да помине. Меѓутоа е сега да ги оставиме мотивациите на Заев на страна. Тоа е исто како во оној друг голем мандат од 2002 заменувањето на Црвенковски, експериментите во владата и на крај завршувате со 220.000 гласови од безмалку половина милион гласови. 435 и потписот на тој пат не е дека сте го сгрешиле курсот. Туку на тој пат тие пола милион сте ги разбрале како слобода за прилично корозивно политичко делување. И на моменти дезориентирано. Во секој случај имам да направам тука две паралели, две различни ситуации. Првата е дека тоа е сепак воспоставување на некој стандард кој потоа очигледно некој не мисли да го почитува. Ништо поголема услуга не му направи на снимка од Грција на Филипче, во која он требаше да се докажува дека нема веќе никакви врски со Заев и дека таа партија ќе се дезаевизира и така натаму. И во моментите кога тој најсилно сакаше тоа да го докаже, стигна многу директен демант. А во суштина целиот револт и целиот гнев кон СДС во суштина гнев кон политиките на Зоран Заев. Јас би рекол дека тука Димитар Ковачевски беше една транзиторна фигура која по мене сносеше многу поголема политичка штета отколку што заслужи, отколку што беше самиот одговорен за истата. Меѓутоа, од друга страна, Филипче можеби ја следи токму и траекторијата на Мицковски. Мицковски исто дојде со некаква приказна во која му се импутираше дека е близок со Мијалков, дека е близок со Груевски и така натаму, па му треба години и години да докаже дека они се скарале, нели посебно со Сашо Мијалков, и дека се раздвоиле на патиштата и дека нема никакви врски со Груевски, дека дури на враќањето на Груевски би му наштетило и така натаму, губејќи едни избори, втори избори, референдумот помине и така натаму, меѓутоа он тврдоглаво остана до овој момент додека не освои целата апсолутна власт. Сега. Малку не е точна низата. Сега, добро, можеби ја сгрешив низата. Избори. Нас низата пришли задоби само едни избори. Груевски ги водеше тие 2017 година. Така. И до доаѓањето 2020 година, колку и нас да ни изгледа далечно. Лажат. Нас ни раскажуваат приказни. Најважната работа во револуционерната организација во таа хиерархија и да се обидете да чепнете во оставштината, затоа што тоа не е малку моќ која беше под притисок на судот. Тој тип и таа заврши. Ајде да не потсекам кои структури внатре цело време сака да го менуваат.
И не отвараме таа непријатна дебата кога Мицковски беше на отстрел но и сакам така да натаму. кажам дека тие на јавна сцена и искормиларија приказната. Се согласувам апсолутно без да претрпам Ова зашто голема вие штета. сега претходно зборувате дека Да. Филипче Друга се беше десува поентата. како да му се мешаме во приватниот живот. Тоа е разликата. Друга беше поентата. Остани доволно долго за да ти се поклопат коцките и се вратиш. Мислам дека оно што е различно во однос на Мицковски и Филипче, што на Филипче ќе нема таа среќа. Ќе нема таа среќа. Мислам дека ВМРО е многу подобар да ве држи во опозиција, да го држи во опозиција СДС, отколку што е СДС добар да го држи во опозиција ВМРО. И ќе го потсека цело време на оваа приказна и разни бродови во Грција и така натаму, константно градејќи ја врската, затоа што СДС во еден момент се откажа да ја гради врската дека еве, не знам, Мицковски е наследник на Груевски и така натаму, он успеа да се посипе со пепел, да се дистанцира од целата таа приказна и тоа некако му успеа. Сакам да кажам дека долгото останување во партијата на Филипче, именувањето на константни раководства кои еве, и кога беше ново раководство. Тоа беа луѓе кои не беа извалкани. Океј, може да ви се допаѓале нечии јавни дебати или како некој настапувал или така натаму, ма не можете да тргнете од сите осим од себе во ваква ситуација. Тоа константно, таа логика дека ја останам константно долго додека не прегрмат сите процеси, надвор не престане да врне и ќе излезам сув барут и ќе биде се во ред, му успеа на Мицковски. Колку год да изгубил едни избори, колку год да сакале неговите најблиски соработници денеска да го менуваат на времето и така натаму, тоа на Филипче нема да му успее според мене. Во тоа е разликата. Што он мисли да прави во однос на тоа прашање, јас не можам да сугерирам ниту да знам. Меѓутоа константна промена на раководство додека вие не го најдете вистинското кој вам ќе ви одговара, а истовремено народот ќе прифати, сигурно ќе потребува 30 години пред да најдете вистинската комбинација. Ситуацијата на ВМРО е сосема друга. Гласачкото тело е сосема друго. Навиките на гласачкото тело кое кај ова центар лево политичка енергија е крајно цинично и крајно нестабилно. Не е се како 300.000 кои ги зборуваме на ВМРО ДПМН, кои да врне и да вее ќе излезат да гласаат. И таа недисциплина, на таа недисциплина на нивното гласачко тело кој веќе е прашање дали е нивно, треба секој да сметаат. Некои од бројките мене ми биле пореметени малку во главата, еве, потроши време и претпоставам дека скоро никој од нас не се сеќаваме дека цел еден мандат од првото доаѓање на ВМРО ДПМН е 98 со 312.000 гласови. После се што се случи, воен конфликт, големи ува, мали ува, конфликт внатре во ВМРО ДПМН, заминуваат со 298.000 гласови. Тоа значи дека таа бројка од 300.000 во политичкиот пейзаж нема намера ништо да види освен лавчето. Тоа е прилично сигурност веројатно за партијата која ја има позицијата да менаџира важен дел од овој процес. Да ги менаџира наративите, да знае колку сака да додава, колку актани во таа приказна. Сите овие нови бројки покажуваат дека и кога губел, а и кога победувал 21 ВМРО победил со 290.000 гласови, а добил 56 градоначалнички места. Покажува дека управувањето со ресурсите е добрата задача која ВМРО ДББ неверојатно има совладано, но СДСМ низ низа за која што вие зборувате покажува тенденција која веројатно е поважна од само овој дел кој што го зборуваме. Тоа е тој пат за кој вие зборувате, кој има константа. 20-та, 21-та, 24-та, 25-та. И тука веројатно мора да се зборува за малку покомплициран феномен кој не е новите деца, новото лице, туку тоа веројатно за што зборува Марковиќ, потрошеноста на наративот. Кои сте вие, зашто зборувате и особено во околности дали тоа е сега за вас Никица клучниот проблем? Не постои така наречениот голем чадор за приказната на СДСМ, за кој секогаш бил притисокот од Брисел. Сам последните 2 дена сведочат колку сме ние на игнор. Или завршете си ја работата, или не сте на листата за разговарање. Не дојде дури и Томас Вајц, известителот, и Македонија беше скокната во комитетот. Сега кога збориме за наративот, треба да видиме дали е тоа изворниот наратив на СДСМ или тоа е наративот на кој СДСМ го монополизираше во целиот тој процес на шарената револуција и го прогласи за свој наратив. Ако е изворно нивен наратив, европската интеграција и сите чекори кои се направени до тогаш, Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, преговарачката рамка, тогаш е логично да вие тој наратив го продолжите без разлика во која позиција се наоѓате.
А од позиција на опозиција уште полесно вие тој наратив да го продолжите. Затоа што знаете како, наративот што се гради сите овие години, воглавно ВМРО ДПМН го гради, и СДСМ го прифаќа, генерално наратив овие да кажеме 30 на година на политичките партии е дека секогаш плаќаат политичка цена за тешки одлуки, така? Па ние нонстоп велиме дека големи жртви сме направиле, нели како вели, па името го сменивме, па знамето го сменивме и така натаму, и дека за тоа се плаќа политичка цена. Меѓутоа нешто интересно се случи. 2020 година СДСМ не плати политичка цена. 2020 година веќе беше завршен преспанскиот договор, беа завршени уставните измени, договорот со Бугарија, а тие победија. Што значи дека имам чувство како да СДСМ сакаше да загуби 2020 година за да докаже дека ја плаќа политичката цена. А тоа кажува нешто друго. 24-та? 2020 година. Тие избори. Парламентарните 2020 година. Предвремените парламентарни избори. 2020 година СДСМ победи. И покрај со сите тешки, како велиме, компромиси направени. Релативно се тешки, реално се тешки. Има еден заборавен момент кој веројатно менува анализа. Коалицијата. Не. Така нарече, треба да го издувате прашањето на првите следни избори или да се тестирате на првите следни избори. Затоа постојано зборувам дека можеби погледнато од позиција на десницата, најголемото предавство е промената на името. Таа се случи 2018 година, после големото ехо на локалните избори 2017 година, а 2019 година беа председателските избори и тие некако ја затворија таа тема и ВМРО прилично на вешт начин се пригуши околу идејата што да прави во јавниот простор, како да ја симна целата таа тема. Нека да се приговара за тоа, но во суштина ја симна. Веќе за 24-та да биде јасно дека францускиот предлог ќе го има многу поголемиот потенцијал за разурнување отколку формализираниот договор за промена на името и ќе ги разруши на основата на разрушувањето. Ова е можеби кодното име на приказната. Основата е повторно приказната за криминалот. Тоа е тоа, опишано на крајот со и ќе го променам кривичниот законник и ќе ги амнестирам сите архетипски непријатели тоа се причините зашто Ама тоа се корозивните. Да, тоа се корозивните причини кои еклатантно беа со промената на кривичниот закон, меѓутоа де факто беа и со поведението на СДСМ и во првиот мандат кога јас бев пратеник 2016-2020 на неисполнување на суштината зашто дадоа граѓаните толку голема поддршка на СДСМ. Значи ние повторно доаѓаме до истата суштина. Владење на правото, нормална држава. И затоа велам, 2020 резултатите беа прифатливи сите тие решенија за граѓаните, доколку вистински се реформира државата, доколку вистински пристапи кон Европската унија, доколку вистински има владење на правото и нормализираме државата. Мислам дека тој наратив не им се допадна, ниту на ВМРО, ниту на СДСМ. Во однос на овие избори. Има и сум прочитала некаде во анализите коментар дека таа 2020 СДСМ треба да ја благодари за својата победа и на менеджирањето на разноразни околности, но пред се на ужасната психологија на луѓето која е по дефиниција во војна не го менуваш генералштабот. Така. И тоа е и дека, фактор. Јулските избори беа релативно рано во почетокот на ескалацијата на кризата со ковидот и можеби тоа беше таа позиција во кој некако граѓаните чувствуваа дека тие беа планирани изворно многу порано и се поремети ковид кризата и некако стигна речиси до редовни избори. Во однос на овие избори, бидејќи е битно за францускиот предлог, фактот е дека 2024 година ВМРО ДПМН ги доби изборите не на анти-ЕУ реторика, туку на подобрување на преговарачката рамка, на исправање на предавничкото во наводници поведение на СДСМ. Сега губењето на овој голем број на гласови, 130-140 сега на ВМРО ДПМН, апсолутно нема никаква врска со СДСМ. И тоа што СДСМ се ги припишува на себе е невешто според мене. Меѓутоа е вредно за анализа само за себе. Затоа што губењето на сите гласови или стагнацијата на партиите практично треба да анализираме како поединечна анализа секоја за себе и на улогата што ја имаат во целиот политички процес. Сега може тоа да значи дека луѓето се разочарани од ситуацијата, значи вие години и пол велите ќе репреговараме па со одложено дејство па идентитет, што се не поминавме овие години и пол, а фактички сме заглавени, така?
Може да се интерпретира и обратно, дека нели не го исполнив тоа на што го ветувавте. Локална кампања, тебе се враќав дури од 2009-та, во принцип не носела повеќе гласови. ВМРО не греши ако се фокусира дека 300.000 гласови плюс минус тоа е тоа, ја затвораме рамката, ги менаџираме наративите и се обидуваме, ако не ни треба, да не ги додаваме октаните од националните теми. Сега може едно да значи дека обидот на СДСМ да ги испровоцира, некои ми велат, сакал да им врати за тоа што им го правеле на претходните избори, многу јака стратегија да им, како се вели, на темата на која што си загубил, да се обидеш да ги провоцираш пред локалните избори, но рампата на Мицковски за влез на таа тема, иако имаше и спотови, што ветил, што не исполнил, може да упатува на заклучокот дека сакаше мир околу темата, да не повторува никакви своји ветувања, бидејќи некои велат, може би има намера да влезе во решение, па му треба таа тема да отсуствува во некакви потврди во изборите. Но поважниот дел е дека е константа таа бројка на локалните избори, освен 2017 година, на која дури и ВМРО се врти повторно околу истата бројка, но СДСМ успева да ја добие наградата од близко 420.000 гласови, кои се веројатно крвавата пролет во парламентот, едва и составувањето влада и одговорот на граѓанството дека тоа што не го направивме 2016 бидејќи победи ВМРО, ќе биде завршено на тие локални избори. Како тогаш, Марковиќ, да се пронајде тој едноставен, нов комуникацијски наратив, а да звучи веродостојно и при тоа да не им викаме па имавте шанса, зошто не го направивте тоа? Пак ли истото ќе ни го зборувате? Зошто да ви веруваме? Како да се пронајде? Што е похрабро да се проба? Само една мала дополна за претходната поента околу тоа како се распределуваат гласовите, па ќе одговорам на ова прашање. Ние забораваме дека има една фундаментална разлика помеѓу СДСМ и ВМРО, кој СДСМ често ја кошта многу. ВМРО е реактивна партија. ВМРО не е проактивна партија. ВМРО е секогаш партија која гледа работите да ги придвижи кон статус кој кон назад, кон она што денеска еден мој пријател од Љубљана, докторант во Љубљана, го нарекува онтолошка сигурност. Кога таа онтолошка сигурност на луѓето ќе им ја дадете, дека тоа е партијата на домаќини луѓе кои ќе ви обезбедат известност, а фундаменталните конзервативни две вредности се, како ги викаат, certainty и closure, односно известност и дефинитивност на процесите, тогаш вие многу е лесно тие 300.000 да ги фиксирате. Тоа е пристојната домаќинска статус кво Македонија, која никогаш не прави никакви излети. Осте ги другиве будали нека се излетаат 100 пати, а ние само ќе викаме како било што они направиле нечиме. И таа стратегија им функционира 30 години. Никогаш не преземе ризични чекори и кога ги преземеш, не гире дека си ги направил, па викај дека кога си потпишал за 2012 пачката у собрание дека тоа било тоалет хартија, така, сепак повлечи си, кога си се потпишал повлечи се, остави си некаква резерва и секогаш биди конзистентен во приказната и бар за тоа на ВМРО ДПМН не можам ништо да им кажам, апсолутно се конзистентни во таа статус кво реактивна приказна. СДСМ бил со реторика која секогаш сакала да биде прогресивна, која требала да донесе големи промени, секогаш се излагале на политички ризик да прават потези кои никогаш не биле популарни и апсолутно ја плаќале политичката цена. Но секогаш биле убедени дека се миленици на меѓународната и ги имаат зад себе големите спонзори. Сега немаат ништо тоа. Тука доаѓаме до одговорот кој денеска овој млад човек ми го каже како јас велам кога имав 26 години како него бев непаметен, се чувствам само поглупав од тогаш и он вика тоа е затоа што вика концептот на онтолошка сигурност го преместуваш од меѓународната сцена на домашната, затоа што меѓународната сцена веќе не ти ја дава. И луѓето викаат таму се сеќаме на тој терен несигурни, оваа спонава СДСМ меѓународна заедница е без врска, они само не лажат и нешто не манипулираат, значи нас сигурноста и безбедноста ни лежат само на домашната цена, а таму мајсторе ВМРО ДПМН и тој терен го чека отворено да го работи. И сега целиот тој концепт на таа известност
и на таа дефинитивност на процесите не е веќе во релацијата Европска унија Македонија или како сакате Европска унија СДСМ како миленици на таа, туку е на националниот терен пребацена, каде што вие морате да си го држите суверенитетот, да си го заштитите идентитетот, да не им дозволите бугарите да ви роварат, да се покаете по можност. Тоа исто е една многу популарна реторика кај дел од луѓето кои го поддржува преспанскиот, па после вика дека не го поддржувале. Ја за разлика од сите нив нема никогаш тоа да го кажам. А многу ми е супер за луѓе за кои знам дека викаа дека тоа е една одлична идеја, сега одеднаш они се као скептични околу тоа и така натаму, меѓутоа ВМРО знае како да го работи тој терен и како да го игра. СДСМ апсолутно не го примети моментот на промена на таа парадигма и продолжи со една приказна со која не знам сега дали може во опозиција да продолжи. Меѓутоа факт е дека сега ќе го има проблемот на конзистентност, на што и господја Корубин го говореше. Ако не дојде до вториот дел, суштината на прашањето кое го поставивте, ако не дојде до реидеологизација на партијата и враќање на некои теми од кои избега, пред се економијата. Да вие го заборавивте Бранимир Јовановиќ? Тевдовски го заборавивте? Ги забравивте првите дискусии за прогресивни. Јас сум човек кој апсолутно не поддржува прогресивни даноци. Јас сум економски либерал и апсолутно се ужаснувам од идејата за прогресивни даноци. Меѓутоа, луѓе, тоа е приказната на левицата. Да не сигурно ќе се допреми до теми како тоа на светско ниво функционира. Да не зборувам за тоа. Сакате реидеологизирате економската сфера. Зборував со мојот ценат професор и брат на министерот за надворешни работи на Чешка во 90-те Јан Каван, мојот професор Здењек Каван, и он вика, јас сум вика од старите марксисти, јас сакам да слушам за економија, не сакам за идентитетски политики да слушам. Идентитетските политики, особено што во Македонија па не ви поминуваат. Јас знам дека тоа се еден нераздвоен комплот кај левицата, ќе збориме за економија, ама истовремено и за LGBTQI ќе збориме, ама овде тој второ дел од приказната го тангира 2% од луѓето. Ама вие сте го заборавиле првиот дел од приказнава. Па вратете му се мајко му. Ако веќе е непристојно да зборите Европска унија и така натаму, со оглед дека нели луѓето им треба време, не потценувате дека на луѓето им треба време да заборават. Кога беше шарената револуција, ја луѓето им викав, снимките ќе ви траат 2 години, после луѓето ќе ги заборават. Прашите било кој да повтори 3 реченици од снимките кои беа прикажувани тогаш, нема да знаат, верувајте, нема. Така ќе биде и со оваа приказна. Ќе биде непристојна некое време, па ќе ни се здосади да влагаат сите пред нас во Европска унија, па ќе речеме хај мајко му да презееме нешто. Луѓето имаат кратко паметење. Добро, ама можеби ќе биде така, ама во меѓувреме тоа што ќе го загубиме, а денеска дури премиерот и на средбата со Рокас на примањето на извештајот на Европската комисија вчера наречен на извештајчето на ЕО, една пежоративна формулација која мислам дека потекнува веќе од таа слудена памет од моќ или тој почеток на испраќањето пораки без контрола на зборот. ВМРО ДПМН исклучително внимавало, освен во поремиките со СДСМ кога се опуштал, на кој начин се формулира и зборува. Ова вчера беше прв пат едно кресчендо во кое само да си помислиш, еве тоа е што ќе го живееме како вокабулар, дозволен вокабулар во јавниот простор. Денеска премиерот, обидувајќи се да ги разврста оценките, седи единица, не била единица, била двојка, бил подобар, тој бил подобар. Аргументацијата иста ја гледам белградската приказна на Вучич и тој денеска го примаше европскиот амбасадор. Значи, да сме ги направиле уставните промени, ки имавме петка, Вучич вели да воведевме санкции кон Русија, да го решивме прашањето со Косово и ние ќе имавме петка, иако мерливите индикатори во областите не се поврзани со таа вкупна слика која што се опишува. По фалбата на премиерот за така наречената подготвеност е всушност за делот кој де факто не е негов, бидејќи оваа година во која тој ги носи одговорите е минус фаза, е единица. А подготвеноста е се што било сработено до тогаш, вклучително и завршувањето на скринингот, што во добри 7 години сигурно оди на контото на СДСМ, која ни прави подобра оценка во овој момент за подготвеност и од Албанија, која веќе преговара. Ете, дури ни тоа СДСМ не уме да го испоентира. На контото на СДСМ, од кој СДСМ се откажа. Јас ке се надоврзам со ова што го кажа господинот Марковиќ во однос на она сигурноста, така велите онтолошка сигурност барат. Мислам дека тоа важеше до 2022 година. Зошто? До 2022 година сите политички партии, без разлика, или сите влади, имале една коматна ситуација. Коматната ситуација е дека секогаш ние сме имале формално вето.
од страна на Европската унија. И секогаш одговорноста била на Европската унија. Прво Грција, па Бугарија, и лесно било да се креира проевропски и антиевропски, да се реформираме дома, Европска унија да донесеме дома во услови на вето. Од 2022 година ние немаме формално вето. Што се случува од 2022 година? Прво, дури ниво реториката што се употребува, тие не употребуваат термин преговарачка рамка. Сега ние зборуваме за извештај или кој го превзема и слично. И во тој извештај што вели, истото го каже и фон дер Лајен пред неколку недели кога беше во помеѓу двата циклуса на избори, останата ви уште една обврска, нема друга обврска пред отпочнување на отварање на поглавието. Ние зборуваме за француски предлог, председателката зборува за вето. Тоа, да не бидам безобразна и да не кажам дека е класична лага, ќе кажам дека е класична манипулација и спин. Ниту има формално вето во овој момент од страна на Европската унија, ниту имаме француски предлог. Францускиот предлог е преговарачка рамка позиција на сите 27 земји членки на Европската унија. Ниту имаме билатерален спор со Бугарија. Значи, ние може да имаме билатерални односи и меѓусебни проблеми што ние мислиме дека ги имаме, ама тоа не е билатерален спор. Ние сакаме да го издигнеме на ниво на спор. Ние предпоставуваме дека ќе дојде спорот, или ќе дојде ветото. Или дека ќе дојде ветото, ама тоа е во иднина. Во моментов немаме вето и треба да се однесуваме така како што е. Немаме вето. 3 години политичките наши елити не знаат што да прават без вето. Затоа што кога вие немате вето, топката е на вашиот терен, што би рекла фон дер Лајен, иако велат нели не било употребено со таа реторика. Тоа значи дека топката е на вашиот терен, тоа значи дека одговорноста за се што се случува од сега понатаму е ваша. Сега е прашањето дали е спремна ВМРО, лесно му беше условно кажано, ќе кажам на Никола Груевски, со вето, со нерешен спор со името, да игра вака или онака со Европска унија. Мислам дека на Христијан Мицкоски не му е толку лесно тоа да го прави. И мислам дека меѓу другото и тоа е комбинација, како што велите, на преголема моќ, ама и нервоза што не знам што да правам со таа преголема моќ и како да ја менаџирам таа преголема моќ. Па денеска, за жал на нашиот премиер, побитно му беше да каже дека и Србија е заедно лидер во регионот, ви се молам. Значи таква да изјавите работа, заедно со нас и во однос на преговорите, во однос на Албанија. Значи тоа е, како да ви кажам, не е дури и параметрите да се еве да кажеме што велите, нели дека ние сме во однос на некои параметри и пред Албанија. Тоа е небитно кога Албанија веќе ги има отпочнато преговорите. Тоа е небитно кога Црна Гора веќе ги има отпочнато преговорите. Да го отпочнеме ние тој процес, ќе се намали и енергијата во самото општество, бидејќи процесот фактички граѓаните го сакаат процесот на преговори. А елитите наши политички го сакаат кандидатскиот статус и тоа им е доволно за да менаџираат. Тоа што било доволно за Албанија во вистински момент, тие зграбија шансата од одлуката 22. За Македонија ќе било доволно многу години претходно кога била на нивото на подготвеност каква што беше Албанија кога ги отпочна преговорите. А тоа се фазите на разноразните препораки е на доволно добро подготвено ниво да почнеме преговори. Тоа што Македонија е предозирана со подготвеност, сега можам да го користам тој термин, всушност на друг начин треба да сведочи за цената што ја платила земјата внатре во економска смисла. Секој од политиките, секој од реформите чини пари, што ги правела без овој компас, без одлука важна во надворешно политичките работи, која не ја донела сега на оценка повеќе од 3 во незината подготвеност, да, подобра од Албанија, но потрошила внатрешен ресурс, променила многу од правилата. Тие влијаели на незините економски ентитети. Во некои области ние сме далеку понапред, а тоа е цена што ја плаќате ако не отпочнете да ги користите фондовите кои ви припаѓаат од процесот на преговарање. И сега веројатно за тие нијанси ние не сме постојано во позиција да зборуваме, се согласувам со Никица, ќе ви речат, а ти го прифаќаш францускиот предлог или ветото на Бугарија, викам, не знам, некој шифрирано ви казували нешто што ние не го знаеме. Кој е точно ветото и зашто точно ќе стигне? Таа магла е тешко да се расчисти.
И таа ќе биде сега, таа динамика ќе биде во рацете на ВМРО исклучиво бидејќи е колабирана сцената. И тука има некаква формула. Мене ми е дури страв дека и во таа онтолошка сигурност се вградила таа позиција на жртва. Да, и дека таа продолжува, таа има инерција. И ние кога не сме жртва, не знаеме што да правиме. Да. Нас ни одговара во концептот на онтолошка сигурност да биде некаде барем, може ако не централно, маргинално, периферно вграден, тој момент кога ние кршиме прсти и викаме леле што ни направи. И почнавме да се соживуваме после 30 години вето од Грција, 6 месеци од Франција, 2-3 години, која траеше од колку беше? 2 години. И се ни фали вето. И се ни фали вето. И преговарачката рамка која ќе минуваме во ред. Онда мора да бараме или бараме гаранции. Онда мора тоа да го дефинираме. Не мора да имаме некаков чекор напред. Осим ако ваквиот тип на статус кво, кој нива мунитаму не ни одговара како концепт. А веројатно не ни одговара. Така да ја се прашувам дали можеби таа инерција не произлегува таа позиција на која 30 години како Павлов рефлекс не навикна Грција. И сосема се согласувам дека ние се разговараме за преговарачката рамка. Не разговараме за никакви гаранции кои Бугарија може да ни ги даде, пошто мислам дека нема никош да ни ги даде. Ги даде во собранието со резолуција, некаква формална проформа ги даде. Јас сум секогаш скептичен од проста причина што 95 го имав интарим агриментот со Грција во кој не се обврза дека нема да не блокираат, па пак не блокираа. Сакам да кажам, концептот на гаранции или ќе го додефинираме, ќе го бараме, па ќе мрднеме напред, или едноставно да се откажеме од приказната. Јас трето не гледам. Овој безврска некој лимбо момент во кој се наоѓаме не води апсолутно никаде. Да, ама и гаранциите се извинувам, и гаранциите ретерира ако преметувате од гаранции за идентитетот во гаранции за предвидливоста на преговорите. Така е. Одиме на нова кратка пауза за реклами. Ние дома си правиме анализи што би било, кога би било, како и премиерот со ветото од Бугарија. Не помнам кога последен пат некој чекал на CNN поради разликата во времето да види дали во Њујорк ќе победи Зохран Мамдани. Ова ме потсети на епизодите со Барак Обама и особено честитката што ми ја испрати Џорџ Буш, кој што исто така отиде подалеку од тоа кој е новиот председател и меѓу другото дека тоа е реферирање во порака на многу повеќе значења отколку победа на некаков следен демократ за председател. Дали овој демократски социјалист, муслиман, имигрант, всушност ги искористи сите големи забранети не во ерата на Доналд Трамп за да застане на челото на Њујорк, најпрвен во номинацијата да победи кај демократите, тоа е веројатно најважната победа во јуни, и всушност да ги раздрма демократите кои се сега во стоп кадар од Доналд Трамп, ако не може да биде одговор како тоа треба да се прави, дали е всушност доволна провокација од која понешто и нашите левичари можат да учат дека е важно да се разбудат духовите во куќата, а не да се менуваат децата во куќата. Апсолутно, мене ми е многу интересен феноменот и тој покажа дека во принцип има една поговорка од еден наш филм кој има врска со цевки, нема да ја кажем од познатиот Перо Бугер, сигурно сите кои гледале Срикнанова 49-та ја знаат, и он успеа да направи токму да покаже дека на еден популизам одговарате само со друг популизам, дека не можете да играте со фино. И дека баш оние работи кои најмногу ги нервираат на Трамповата администрација ќе бидат искористени за да му се брцне со прст око и да му се каже ти овде нема никош да победиш. Тоа има врска, ме потсети на делата на Даниел Елазар за американскиот федерализам, за градовите во преријата и така натаму, каде што он уште на времето вика во Америка има три политички култури: моралистичка, традиционална и индивидуалистичка. Ова е судор меѓу моралистичката култура на десницата и индивидуалистичката прогресивна култура на левицата, односно демократите, каде што он докаже дека со центар лево опции ништо нема да постигнете. Направете све бесплатно, ветете све што е нереално, неговата програма е список на добри желби кои како и она што го кажува Кортес, ништо нема да функционира во реалноста, меѓутоа тоа е реидеологизација. Ако Трамп ја води кон десен популизам републиканската партија која од како да кажам, шоу програма тип
популизам, Ма не тоа ни ќе го води. направи. Без Апсолутно која не ни води, киднапираше без и која сега тој киднапираше, води по свој. А тогаш Зохран Кваме Мандани, по Кваме на Круман или самиот објаснуваше дека бил средното име било лидерот на Гана, татко му го дал, бидејќи роден во Африка. Како што беше обидот на Да. Fox News дека никогаш не Апсолутно, сме да се сите- каже Барак без Така е. додавката Барак Хусеин Обама, Барак и така натаму, баш од сите тие забранети зборови си направи агенда. Тоа е реидеологизација. Јас ја читав неговата програма, изгледа многу базично, прилично е достапна за оваа Gen Z генерација направена и со нив малце да комуницира повеќе, изгледа како да е работена на 286 како ќе отворите на интернет, меѓутоа е толку едноставна и толку прекрасна, романтична и нереална да во принцип сваќате дека вие на еден популизам не можете центар лева опција да му спротивставите. На еден популизам можете само друг популизам да му спротивставите. Така да никогаш поактуелна пословицата, односно изјавата на Перо Бугерот среќна нова 49-та. Тоа е можеби сликата за точното препознавање во еден момент, прилично фрагилна сцена. Кому одбирате да ме служите? Во центарот на естаблишментот на демократите, да речете батали тоа, дајте да ги провериме другите слови, дајте да пробаме со толку многу волонтери и да успеете да истрчате на само 34 години, веројатно во приказната има елементи кои ќе бидат доволни за расправа кај демократите кој пат да се фати. Што е добра реплика? Гледав овдека дека Амар е нашиот Мамдани. Тоа се само појавните слики на приказната, ти прави такви спотчиња се останат. Колку може македонската левица или социјалдемократите да експериментираат, да се појаснат себе си, да ја уточнат својата приказна или да ја пронедат одново својата приказна, користејќи навидум хазардни моменти, но може сега е толку многу долу да има смисла да пробаат се. Пред да одговорам, нова ќе се реферирам на Зохран Мамдани. Мислам дека ги отежнува позициите на демократите многу повеќе со ваквиот настап и со ваквата победа и со водење кон не високи очекувања, не ги води кон социјализам, како вели тој демократски социјалист, и тоа го нарекува Доналд Трамп комунизам и го прави за Доналд Трамп идеален противник. Не му е олеснува работата на Доналд Трамп да ја докаже својата теза, напротив. Меѓутоа Зохран Мамдани е син на Махмуд Мамдани, професор е по антропологија во Америка, меѓутоа таткото на Зохран Мамдани е врзан и е наследник на Едвард Саид и ориентализмот од 70-тите години, што ја прави приказната многу посложена. Така е. Затоа што практично таја дефиниција на ориентализмот е фактички првата голема критика во однос на тоа како западниот свет го перцепира истокот генерално. Што значи дека претпоставувам дека гласовите што ги добива, бидејќи тоа е убедлива победа, е од многу различна категорија на луѓе. Претпоставувам дека има добиено не само од млада генерација на либерали центар лево, туку и на емигранти кои само го препознаваат како муслиман, што сигурно не ги споделуваат вредностите на Демократската партија. Тоа е сложена ситуација што се случува во Америка, бидејќи и практично и Доналд Трамп ги доби изборите на прилично сложени општествени процеси кои кај нас некако секогаш површно се анализира, исто како што и сега ги добива градоначалничката позиција. Меѓутоа, знаете што е интересно? Што тој доби. Значи, падна една друга теза, што не целосно го исклучува, дека сепак системот во Соединетите Американски држави функционира и основата за вие да добиете, дури нели минатата година бил практично анонимен, па се приклучува во тој круг на за друг кандидат всушност се приклучува. Така и меѓутоа го имате системот и темелот го имате. Овдека кај нас политичката сцена е контролирана и ограничена. И шансата вие да влезете на таа политичка сцена, без разлика во која позиција, дали лево, дали десно, дали центар, е многу тешка. Што сите наративи се контролираат, вклучително и тоа. Кој ќе биде десница, кој ќе биде замена за СДСМ, кој сега ќе биде интересно е центарот и кој ќе биде замена за центарот. Да видиме тука како се креираат приказните. Ние сме на крај. Дека има право некица за препотентноста на овие играчи. Сведочи прилично непристојната епизода од овој изборен законник, кон кој не сме се навраќале никој, а која всушност можеби на најдобар символичен начин ги опишува како се замислиле себе си во политичкиот простор.
така напишаниот изборен законник ја изгони левица од представување, оти замислете, законодавецот си зацртал дека ќе си има 2 партии на власт и 2 партии во опозиција и другото ќе биде некој ситниш без парламентарна група. Значи, уште кога го пишувале изборниот законник, си замислиле дека тоа е толку непроменлива ситуација. Тука се ВМРО, СДСМ, ДУИ и овие друга коалиција, како се викаат, и си се менуваме. Ние паѓаме, вие доаѓате. Ова друга околу е само едно пробивање некое на момент кога ќе сгрешиме и нема шанса да стигне до парламентарна група. И затоа за парламентарна група надвор од 4 најголеми нема ни опис дека може да користат това. Да, така е. И па добро ќе се навикнуваме веројатно на некакви нови ветришта, со обзир на тоа дека евидентно овие традиционални партии покажуваат заморки. Ако тоа се случи кај ВМРО на начинот на кој што се случи кај СДСМ, веројатно ќе мора да се менува и тоа. И да се навикнуваме на сосема нова атмосфера. Битката во полемиката е сепак СДСМ остана втора политичка сила. Дури на овие избори со скромна излезност, втората, третата и четвртата, ако ги соберете, заедно чинат колку првата и победничката. И тоа не е никаков аплауз да пишувате себе си. Дали сте второ или трето место. Кубертеновска логика. Да. Но ќе видиме, сега предстојат конгрес и конгрес во владеачката партија, реконструкција на владата, ќе потрошат разумно време и потоа, како што вели премиерот, ќе се посвети на ресетот за кој што е свесен дека е нужен. Конечно, веројатно, за 2 годишнината од владата кој ќе ја слави, ќе ја отпочне таа тема. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Благодарим. Ќе имаме доволно до крајот кадровирање кое ќе ни покажува добри знаци крај патот, колку од се ова разбрали или сакаат да разберат политичките партии. Почитувам и ви благодарам што не следевте. Пријатно.